Тврдењата на британските медиуми дека руски шпиони го украле планот за производство на британската вакцина Оксфорд AstraZeneca се неосновани, изјави денеска шефот на руската дипломатија Сергеј Лавров. Тој нагласи дека таквите наводи се без основа и покритие. Таблоидот Сан во својот краток текст, повикувајќи се на неименувани безбедносни избори, објави дека формулата за вакцина, развиена од британско-шведската компанија AstraZeneca, била украдена со цел да се направи руската вакцина Спутник В. Лавров вели дека овие наводи нема сериозно да ги сватат ниту британците. Что касается наших британских, да и большинства других западных партнеров, я не думаю, что кто-то всерьез будет воспринимать эти голословные обвинения. Голословных обвинений было уже множество. Но рускиот министер за надворешни работи не пропушти да возврати, велејќи дека иако има извештаи за ретки несакани ефекти од вакцината AstraZeneca, каде што некои луѓе добиле згручување на крвта по имунизацијата, такви случаи не се забележани по примањето на вакцината Спутник В. Спорот се случува во момент кога Велика Британија и Русија се на спротивни страни во кампањата за вакцинација. Околу 85% од британците на возраст над 12 години примиле прва доза вакцина против COVID-19, додека речиси 80% се ревакцинирани. Од друга страна, само 33% од населението во Русија е имунизирано. Рускиот председател Владимир Путин при своето обраќање пред новоизбраните пратеници потенцираше дека Русија мора да ја забрза својата кампања за вакцинација против COVID-19, затоа што бележи најголем број дневни смртни случаи од почетокот на пандемијата. Русија брзо ја разви својата вакцина против коронавирусот Спутник В, но кампањата бавно се одбиваше, а причината меѓу другото е и недоверба кон владата. Русија вчера пријави 973 смртни случаи од последици од коронавирусот, што е најголем дневен биланс од почетокот на пандемијата, а истовремено имаше и 28.190 новозаразени луѓе. Во моментов 1,1 милион руси се лекуваат од COVID-19.